Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најпред благодарам за присуството на сите вас и на медиумите денеска овде заедно со нас. Денеска сум и во прва официјална посета на општина Валандово, каде што разговаравме со градоначалникот за сите тековни проекти, идни планови и идна соработка која што ќе имаме како централна и локална власт. Во однос на прашањата кои што ги тангираат граѓаните овде на регионот, еве на Валандово, на дело покажуваме дека де факто проблеми се уште има, но покажуваме дека овие проблеми ги решаваме и ги отклонуваме со една заедничка акција и координираност помеѓу општината и централната влада. Во однос на ова прашање имавме една капитална блок дотација до општина Валандово, која што веќе градоначалникот ми е драго што ја реализира и е во тек тендерската постапка за изградба на оваа улица, со што ќе го подобриме и квалитетот на животот на граѓаните и тоа придонесува за еден подобар, поквалитетен живот, но и рамномерен регионален развој на сите територии низ државата и на сите региони. Низ државата, секако проектот од Светска банка, кој што го имаме во транспорт и врски, веќе влегува во неговата реализација. Првата тендерска постапка е завршена и напролет веќе ќе имаме силни градежни активности во општините, преку овој проект од 70 милиони евра, преку кој што директно вбризгуваме средства и пари кон општините и кон потребите на граѓаните. Така, навистина им помагаме на општините, навистина помагаме на нивните приоритети и убеден сум дека така и ќе продолжиме. Општина Валандово има 3 проекти, секако работи и на 4-тиот проект кој што ќе го координираме во наредниот период, со кој што директно исто така ќе вбризгаме средства за подобрување на локалната инфраструктура во локални улици и патишта. Што се однесува до овој регионален контекст овде, клучен и главен проект за целиот регион е експресниот пат од Струмица до поврзување со автопатот коридорот 10, кој што поминува и покрај Валандово. Проектот за овој експресен пат е во финална фаза од изработката и очекувам дека некаде почетокот на месец февруари веќе ќе биде завршено проектирањето, пошто ќе имаме и конечната сума на чинење и ќе влеземе во новата и следна етапа за барање на средства и наскора отпочнување со реализација на овој експресен пат, кој што пак ќе кажеме приоритет за регионот, бидејќи знаете дека имаме една лоша инфраструктура во овој дел од државата и тоа ќе го надминеме преку решавањето на овој експресен пат. Секако имаме и други проекти кои што се значајни, но на мене ми е важно да ги добивам клучните, најголемите, најзначајните барања, приоритети на општините токму од градоначалниците и од луѓето кои што ги водат нашите општини и заради тоа сум денеска на терен, така што имавме убав разговор и ќе продолжиме понатаму со директна комуникација помеѓу нас. Добар ден најпрво на сите, вас присутните представници на медиумите. Денес заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски се наоѓаме во населеното место Чалакли, каде што наредниот период општина Валандово преку грант и поддршка од страна на владата и Министерството за транспорт и врски ќе реализира улицата на која што во моментот се наоѓаме и која што е од капитално значење инфраструктурно во населеното место Чалакли, бидејќи ова населено место го има во себе фестивалот Хитбакшен Фест, кој што е дел од културното нематеријално наследство заштитено од УНЕСКО, но исто така почнувајќи со изградба на капитални проекти кои што го правиме веќе неколку години наназад, покажуваме дека сите заедно треба да се грижиме за сите населени места, па и за населените места во кои што живее население од турска националност. Со години наназад овие населени места не само во Валандово, низ целата држава беа заборавени и затоа сметам дека со ова се испраќа порака дека во 21 век никој не смее да биде заборавен и дека сите заедно треба да ја овозможиме инфраструктурата за секој еден граѓанин да биде безбедна,
модерна, софистицирана и сите заедно да ги уживаме истите услови за живот. Овде се наоѓаме во близина на училиштето, овде е летната сцена кај што се одржува фестивалот на пролетни веселби Хитбакшен фест, џамијата, и мислам дека се испраќа една порака не само на соживот, туку и порака дека сите заедно, доколку се поддржуваме и негуваме, од заедницата во која што живееме, можеме да направиме подобро место.